Здраво на сите, добро дојдовте во четвртата епизода од втората сезона на Издиши се, подкаст за поправка на секојдневното расположение. Секој човек барем еднаш во животот се почувствувал безнадежно, безвредно и безпомошно. Почувствувал дека мислите му ја исцрпуваат енергијата и го носат длабоко на дното. Ја изгубил мотивацијата и престанал да се бори за работите кои што порано го правеле среќен. Во вакви би рекла неизбежни моменти на сите нас ни е потребна нечија рака да не задржи и да не искрене на површината, се со цел да ни каже дека има некој тука за нас. Во такви ситуации потребно ни е повторно длабоко да дишиме, да се бориме и да ја најдеме светлината на крајот од тунелот. Во брзото темпо на живот сите ние полека, но сигурно се губиме себе си и забораваме да мислиме на она што е најважно, а тоа е грижата за нашето ментално здравје. Токму затоа во денешната епизода ќе зборуваме малку повеќе за стресот, анксиозноста и депресијата, кои за жал се повеќе поприсутни меѓу нас. Мој денешен гостин е психолог Фики Гаспар и со него ќе зборуваме малку повеќе на оваа тема. Фики, здраво, добре дојде во новата сезона на Издиши се, како си? Здраво, ви благодарам, одлично сум, благодарам за поканата. На почеток би сакала да објасниме што е стрес, што е анксиозност и што е депресија и кои се клучните разлики меѓу нив. Така, морам да кажам дека воведот беше доста интересен, ги опфати сите работи. Тоа се три состојби кои што се секојдневни кај повеќето од нас, како што кажавте, нели, скоро секој го има почувствувано сите тие три состојби во текот на животот. Значи, стресот, ако треба да ги разграничиме, за да може малку поубаво да ги објасниме. Прво би почнал со стресот, кој што е нешто што го чувствуваме скоро може и на секојдневна основа. Значи, таа е состојба во која што чувствуваме емоционална и физичка непријатност. За ние да почувствуваме стрес, кој што е наша внатрешна состојба и наша реакција на надворешни стимулуси или на внатрешни биолошки стимулуси, мора да постојат стресори. Стресори се тие причини или фактори кои што ни прават нашиот организам да дојде во состојба на стрес и како што кажавме, тие можат да бидат од повеќе причини, можат да бидат од биолошка причина, нешто во нашето тело да се случува, може да бидат средински фактори, да се случува нешто во околината, некој настан, о тоа ќе разговараме малку повеќе, нели, за кои се најчестите стресори, но тие главно се најголемите стресори што ни се случуваат. Тоа секако мораме да кажеме дека стресот се доживува како најмногу како психолошка состојба, затоа што, нели, така го доживуваме и тука од тој аспект, како што кажав, ги имаме тие моменти на реагирање. Имаме, значи, промена на хормонско ниво, каде што се лачат, нели, адреналин и кортизол. Потоа имаме бихевиорална промена. Нашето однесување се променува најчесто кога сме во тек на стрес. Имаме физички промени, имаме кардиоваскуларни со тахикардија, имаме респираторни со дишење, нели, обично дишењето кога сме под стрес ни се убрзува, пократко вдишуваме и стресот не е нешто кое што е лошо, туку тоа ни е наменета состојба да ние во даден момент можеме да изреагираме посоодветно. Постојат и позитивни стресори. Позитивни стресори се некои изненадни моменти кои што на нас ние не сме спремни за нив. Пример, ако добиете некоја голема награда изненадно и сега сте преплавени со прашања, со емоции, тоа е позитивен стрес. Исто така го викаат и еустрес, позитивниот стрес, стресорите. Така да овие се сите многу интересни моменти, но предпоставам после малку ќе позборуваме за менеджментот на стресот. Депресијата е состојба на изолација, на повлеченост, на лошо расположение. Значи, самите симптоми ја опишуваат и состојбата. Анксиозноста, од друга страна, е чувство на непријатност, или барем така клиентите кои што ги имаме, кои што доаѓаат кај нас ја опишуваат најчесто, а за жал има многу голем број на возрастни и помлади личности кои што се чувствуваат анксиозно и тоа им влијае во текот на нивниот живот, но главно е состојба на вознемиреност и состојба на голем страв.
Така. Да. Сега најпрво да се задржиме на стресот, затоа што сметам дека тоа е добар почеток за да ги објасниме понатака сите поими. Дали може да ми кажете што најчесто може да предизвика стрес? Така, како што кажавме, стресорите се тие работи кои што предизвикуваат најчести стресори, барем ние на работа што ги гледаме и лично што ги доживуваме, поголеми стресори се загуба на блиска личност, загуба на работа, финансиски проблеми. Може голем стресор за некои личности е конфликт помеѓу партнери и конфликт со семејството. Стресори можат, како што кажавме, да бидат и позитивни работи. Нели, вработување ново, кое што се во ситуација на нова средина, иселување во последно време е голем стресор, затоа што луѓето нели прават тотална промена на средината која што им влијае доста кај нив. И секако внатрешните работи кои што ги спомнавме, болести, одредени болести се големи стресори. Хроничните болести исто го ставаат личноста во ситуација на некоја си хроничен стрес, на потенцијално појавување на депресија која што може да се претвори веќе во психијатриско расстройство, нели, со кое што веќе влегува во патологија и треба да се решава, а не е само состојба на депресија одреден период. Така да стресорите зависат од самата личност. Тоа што е стрес за вас може да биде за мене сосема окей и обратно. Например, кога доаѓаат овде кај вас нели гости, за некој е поголем стресор, за некој е помал стресор, зависи. Значи индивидуално. Да. Кои се првичните симптоми кои покажуваат дека некој лице е под стрес? Така, како што кажавме, да кажеме еве прво за емоционалниот момент. Емоционалниот момент е чувство на несигурност. Лошо расположение знае да се појави кога ќе се појави негативен стресор или позитивен, ако е тогаш имаме позитивни емоции. Овде емоциите знаат да направат ситуација каде што може да се почувствуваме дека не сме адекватни, дека не сме доволно добри. Самодовербата знае обично кај луѓе кои што имаат нели континуиран стрес или хроничен стрес да биде голем проблем на кој што треба да се работи. Од физичкиот момент на стресори го кажавме, нели здравствените моменти, значи главно се гледа кога ќе се случи некој момент изненаден или акутен стрес, обавезно го имаме тој момент на тахикардија, на забрзано дишење, болки во стомакот, болки во главата, зависи, нели, кај секој е сепак различно. Бихевиоралниот момент секако е тука, различно однесување имаме, збунети сме, брзаме, не сме сигурни што правиме, нели? Да. И когнитивниот елемент кој што многу често се гледа во ситуација на стрес е моментот на намалено внимание, заборавеност, различни мисли кои што ни влегуваат и ни излегуваат, не можеме да ги контролираме. Многу често нели забораваме пошто сме тргнали или најчесто мислите ни се поделени на повеќе работи, така да тие се скоро најчесто главни, сепак согласно стресорот, но најчесто тие се кога се работи за стрес, првите моменти како реагира одредена личност. Иако стресот и анксиозноста можат да бидат многу слични, нели? Но сепак станува за два различни поими. Па тука сакам да се надоврзам со прашањето кои се главните причини за појава на анксиозност? Да, многу убаво кажано, значи многу често истите причини кои што представуваат стрес знаат да ја направат личноста да биде анксиозна. И сега, како и стресот и анксиозноста во одредени мери, во одредени дози знае да биде позитивна, знае да мотивира, знае да не направи да бидеме поприсутни, да бидеме посконцентрирани. Но тоа ако е во одредена доза која што ние како личности знаеме да ја изменеджираме и можеме нели да ја поднесеме. Кога се работи за состојба на анксиозност која што веќе треба да се решава од страна на дали терапевт, дали на психијатар, збориме најчесто за состојба каде што личноста ја прави нефункционална во одредени состојби. Еве, например, ние преку работа гледаме многу често социјална анксиозност, каде што личноста во најтешки случаи кои што сме ги имале не може да излезе од дома, од самото живеалиште. Ние имавме еден многу интересен пример, ако може да се каже дека е интересен, каде што личноста 15 години само 4 пати искочила на здравствени прегледи. Секако и средината овде го подкрепува тоа со што они што му носат, знаеш. Него стимулираат да оди на доктор, на психијатар поточно и сите тие работи, но таму се работеше за многу сериозна состојба на анксиозност, каде што прво ние интервиравме во домашна состојба и после нели
продолживме со работа во нашиот центар, но сепак овде има многу моменти. И сега, анксиозноста е таа која што е врзана и за панични напади. Знам дека вие имавте одредена емисија која што разговаравте за паничните напади. Во секој случај, кога ние ќе почувствуваме дека тоа што не вознемирува и тоа што ни прави промени веќе не кочи во секојдневнието, ни отежнува работи кои што ние пред тоа сме можеле да ги правиме, или веќе ни создава нов проблем со кој што не може да се сносиме, тоа е веќе анксиозност и тоа е веќе издвоено од самиот стрес. Секако овде треба да се консултираме со одредено професионално лице, најчесто се психолог или психијатар, и само ова да докажам една работа која што е интересна да се види овде е дека ние секогаш кога ни доаѓа стресна ситуација, кога сме анксиозности, обично ние како луѓе имаме тенденција на почеток да бараме решение сами, нели? Имаме одредени резилентни сили кои што ни помагаат да решиме одреден проблем. Најчесто кога не се работи за патологија, нашите резилентни сили се доволно успешни да го решат проблемот. Кога ќе видиме дека и покрај сите работи што сме ги превземале, не сме успеале, тогаш е време да се посети, нели, професионален некој кој што го работи тоа. Кои се првите симптоми кои укажуваат дека едно лице страда од анксиозност? Спомнавме за стрес, сега дали постојат одредени симптоми како ние би можеле да заклучиме дека одредено лице има анксиозност? Така, првото нешто кое што ние го гледаме барем на работа, да не зборуваме нели од личен аспект, пошто сите ја поминуваме периоди на анксиозност, се моментите каде што има вознемиреност која што не можат лицата да си ја објаснат. Нели има моменти кога најчесто, барем од тоа што гледаме статистички, пошто ние водиме некоја интерна статистика на работа, гледаме дека наутро е најтешкиот момент и тие елементи на страв, на вознемиреност, на несигурност, на ниска мотивација која што веќе нели не граничи со депресија се присутни тогаш. Веќе кога ќе го тргнат денот самите личности не е толку тешко и до некаде се нормализираат. Но тоа е тој момент кој што првпат се појавува и кој што ние можеме да кажеме дека веќе во состојба на анксиозност треба да нели одиме да направиме соодветно тестирање, да се консултираме нели со личност која што го работи тоа, најчесто одат на психијатар. Се и на психолог, сега веќе свеста е многу позголемена, но секако ние во пракса сакаме кога ќе има нели одредена диагностика од страна на психијатар за да можеме потемално и посигурно да продолжиме со термани. Така. Тука би сакала да го споменеме и fight, flight or freeze response mode или бори се, бегај или замрзни. Што представува овој условно кажано режим и кога една личност може да се најде заробена во него? Така. Видете, значи тоа е врзано за природата. Значи нашата реакција е таа. Ние имаме реакција да се бориме, ние имаме реакција да побегнеме од нешто или во некои одредени случаи каде што стравот знае да биде многу голем, ние можеме да замрзнеме. Тоа значи дека ние нема да бидеме способни да изреагираме во тој момент кога ни се случува одреден стресор. Како што кажавме, пошто е врзано за природата, нели, стравот морам да кажам дека е позитивна работа наменета за нас да ни покаже дека од нешто треба да внимаваме, затоа што доколку не би имале страв, би се впуштале во живото загрозувачки работи без да можеме да ги видиме причинско-последичните моменти. И сега, таа е состојба каде што нели ние во таа одлука, моментна одлука покрај некој стресор и покрај некоја ситуација одлучуваме како ќе се поставиме на целата ситуација која што ни се случува. Овде има генетска предиспозиција, некои луѓе нели се многу посклони кон избегнување на некои работи, некои се соочуваат, некои едноставно кои што е премногу знаат да замрзнат и да останат во таа ситуација на статус кво. Секако искуствениот момент е многу важен, дали сме имали искуство со нешто слично, дали ова ни е сосема нова работа и како претходното искуство ни се покажало, дали ако сме побегнале ни се покажало позитивно или ако сме се спротивставиле, дали сме поминале добро. Така да, сметам дека ова зависи се од самата личност. Некои многу подобро се справуваат со моментално избегнување, па после полека решавање на проблемот, некои сакаат веднаш да директно да пристапат кон некоја си акција која што ја сметаат дека ќе го заврши
тој проблем или ќе направи доволна промена да може да биде ефикасно тоа што ќе го постигнете и да го намали стресорот или да направи состојба на хомеостаза. Враќање во претходната состојба на пред да се појави стресорот или кризата. Ние секако како личности сите имаме тенденција да го бараме тој елемент на хомеостаза. Тоа е состојба на ред на работите и на внатрешно смирување, кое што секако ни е предиспозиција за да се чувствуваме нормално и сигурно. Така, во таа ситуација дали стравот делува како одбранбен механизам? Целта на стравот е да го направи баш тоа, како што кажавме, да не спреми и да ни покаже дека за нешто треба да ние се спротиставиме. Знаете, секогаш кога зборуваме за личности и за колку е личноста храбра, за вие да би биле храбри мора да има чувство на страв. Така. Доколку нема страв, вие уствари се однесувате неврзано за таа емоција и за тоа чувство и може, како што кажавме, однесувањето, бихевиорот да биде и само по себе опасно, затоа што ако вие не можете да предпоставите дека нешто ви е опасно, може да не изреагирате врз основа на тоа, така да генерално е доста биолошка состојба која што е секако позитивна, доколку се држи во границите на нормала и може да се искористи позитивно. Така, постои една многу популарна техника која се користи, станува збор за mindfulness. Дали може да ни објасните што всушност представува оваа техника и колку истата помага при справување со анксиозност? Така, значи оваа техника која што во нашите истражувања и во истражувањата кои што успеав малку да ги разгледам на оваа тема е најпозната и најчеста. Се користи многу широко распространето во психотерапијата, најчесто се користи како гешталт техника, во гешталт методата на работа. Уствари тоа што ни кажува дека ние треба да бидеме сега и тука. Тоа ни укажува дека треба да го занемариме минатото и да ја занемариме иднината во текот додека ја правиме таа техника. Со тоа што доколку го занемариме минатото и доколку ја занемариме иднината, веднаш од самиот старт некако ја разрушуваме анксиозноста до тој степен, затоа што анксиозноста е многу врзана најчесто е многу врзана за иднината. Што ќе се случи? Што ако не успеам? Што ако така работите испаднат, не можам да ги контролирам? Значи, врзана е за несигурноста, врзана е за губењето на контрола. Кога ќе се насочите овде и сега, како се прави тоа? Најчесто го прават терапевтите со тоа што со клиентот го насочуваат на дишењето, на позицијата на рацете, на позицијата на нозете, на своите размислувања во тој момент и на доживувањата од самата сегашност. Значи, моментот баш како што кажаме сега и тука. И тоа помага, барем искуствата и истражувањата покажуваат дека многу помага во снижување на анксиозноста како целост. Секако мора да напоменеме дека кога ние сме смирени, кога нашите очи ни се затворени, работиме во тој алфа бран кој што ни ја укажува таа релаксација и смиреност, кој што најголемото достигнување на таа состојба ние состојбата на нирвана, на најголема опуштеност, на најголема безбедност, најголема сигурност, кој што не прави нас да се чувствуваме тотално опуштени, што е сосема спротивно од анксиозноста. Анксиозноста е од друга страна работење во висока бета, која што ни укажува најголема насоченост кон нешто, и анксиозноста ни покажува, како што кажавме, и некогаш и нефункционална активност, затоа што џабе ќе бидете преактивни ако не можете да искористите момент на активност и да бидете успешни во тоа во кое што се активирате. Така, зборувавме, сега кажавте вие дека анксиозноста се поврзува и со иднината, загрижени сме за иднината, па имаме чувство на анксиозност во тој момент, но дали секојдневните активности и она што сега ни се случува во моментот може да биде причина за ние да бидеме под стрес или да се чувствуваме анксиозни? Така, кога ќе ги видите насоките на менаџирање на стресот или стрес менеджмент, како што го викаат, ќе видите некои насоки кои што укажуваат на поставување приоритети.
на непревземање премногу активности кои што можат да направат да се чувствувате нели дека имате премногу превземено и не можете да постигнете. Да се фокусирате на себе од аспект на вежбање, на здрава исхрана, на доволно голем број часови за одмор кои што сега тие што имаат некоја тенденција нели да зимаат повеќе работи наеднаш, да превзимаат повеќе обврски, многу ретко може да си дозволат да го имаат тој соодветен одмор. Комуникација со други, да не се прави изолација со тоа што ќе се насочиме на обврските и на проблемите, затоа што и тоа доведува до чувство на самоосаменост, изолација и ни влијае негативно во ситуација на стрес. Затоа што секогаш кога нели се чувствуваме дека имаме некој покрај нас е многу полесно за да ги поминеме некои моменти и многу насоки кои што укажуваат како нели ние можеме да го менеджираме тој стрес. Секако на дневно ниво нормално е да имаме одредени стресови и стресори да ни влијаат, но треба да припазиме и ние како ги перцепираме и колку дозволуваме тие да допрат до нас. Ако ние веќе имаме наполнето чашата со премногу стресори, секој акутен поголем стрес, па и позитивен стресор, нас може да ни ја прелие таа чаша и да ни направи да се почувствуваме дека не можеме да се справиме со моменталната ситуација во која што сме, што автоматски ќе ни покаже дека не можеме ниту емотивно, ниту когнитивно да се справиме со дадената состојба и тие се тие моменти каде што кај нас може да влијае негативно и на самодоверба, да се појави и анксиозност, да се појави и чувство нели на депресија, кои што се прилично нормални во вакви состојби. На почетокот ја дефиниравме кратко и депресијата, па дали може да ни објасните накратко кои се првите симптоми на депресија? Најмногу се гледа на расположението, кога личноста ќе почувствува дека нема интерес да ги прави работите што ги правела порано, а го правеле или ја правеле среќна. Квалитетот на животот е драстично намален, значи тоа се гледа во сите клиенти, сите корисници кои што доаѓаат кај нас. Чувство на изолација и на потреба за изолација е исто така многу присутно. Мотивацијата е снижена скоро на нула. Сите овие се првите знаци кои што ни укажуваат дека треба поубаво да погледнеме на цела ситуација. Нешто што прво изјавуваат клиентите додека доаѓаат е дека наеднаш почувствував дека работите што пред малку ми правеа да се чувствувам расположено и среќно и позитивно, сега ми немаа таков ефект. И сега кажавме, нели, состојба на нерасположеност може да се појави и не значи дека веднаш треба да реагираме и дека е растројство и дека е патологија и дека е проблем. Туку треба да видиме сепак колку сме од тоа ние афектирани и колку ни влијае во функционирањето. Секако нормално е како личности да поминуваме низ тој спектар на емоции, позитивни и негативни. Така. Кои се главните причинители за појава на депресија? Да, главните причинители се многу слични на причинителите на анксиозноста и на стресот, затоа многу е тешко некогаш да се издвојат кои се, дали се работи за стресори, дали се работи за депресивна состојба, за анксиозна состојба, затоа што сите што ги набројавме знаат да предизвикаат и депресија. Значи, последното истражување што го работевме беше врзано за хроничните болести и како влија. Имате значително зголемено чувство на депресија и нарушена ментална хигиена кај личности кои што имаат хронична болест, посебно доколку се работи за животозагрозувачка состојба. Зошто? Затоа што они се во состојба каде што цело време се подсетени на самата состојба и не можат да се тргнат од самата состојба, посебно ако е нешто за кое што немаме начин како да го решиме. Така да, многу слични се истите причини кои што влијаат и на анксиозноста, и на депресијата, и на стресот. И сега, сепак сметам дека зависи многу од личноста. Некои личности ќе бидат страшно анксиозни, нема да пројават депресија, и некако ќе се борат цело време, некои па воопшто нема да пројават анксиозност, но ќе бидат депресивни, а секако го имаме и анксиозно-депресивното расстройство, кое што е комбинација и кое што е доста често, затоа што тие некако одат најчесто и заедно.
и самите причинители се присутни и нешто што мораме да кажеме е дека кога ќе ни се наруши менталното здравје, гледаме тенденција на нарушување и на физичкото здравје, тоест имунитетот ни опаѓа значително и тука знаат многу често да се пројават одредени заболувања, автоимуни заболувања, посебно кога сме изложени под голем период на одредени стресори кои што ние никако не можеме или кои што веќе ги гледаме како хроничен стрес, не можеме да ги отргнеме. Тогаш ги гледаме на таа цела комбинација каде што причинско-последично се редат некои работи и тука е многу тешко да знаете вие да направите убава диагностика од каде да тргнете со работа, што е најдобро што треба да се насочи. Така да затоа сметам дека секој клиент овде е многу битен и индивидуално се гледа самиот прогрес и што би можеле да направиме во тој момент кога ќе ни дојде на сеанса. Дали да го препорачаме да оди на други испитувања, најчесто доаѓаат, тоа е секако согласно свеста на нашата професија, најчесто кога ќе ги почувствуваат симптомите, првото нешто одат прават одредени проверки и тоа е многу позитивно, затоа што вие кога ќе го елиминирате моментот на физичка болест или на некоја промена на органски или на хемиски момент, тогаш можеме да пристапиме, ако тие се елиминираат, можеме да знаеме дека се работи за психолошка состојба или психичка и треба да се работи на тоа. Така, кога се подготвував за епизодава, прочитав и за утринската депресија и би сакала да ја споменеме и да кажеме што представува таа и кои се главните причинители за утринската депресија. Така, тоа е тоа што го спомнавме и пред малку. Доста клиенти кои што поминуваат низ тие депресивни епизоди, тешките моменти ги чувствуваат наутро кога ќе се разбудат. Секако овде многу често кажуваат дека се работи и за состојба каде што има анксиозноста присутна и вознемиреноста е многу доминантна. А многу често кога ќе ги запрашате што е тоа што ги вознемирува, они не знаат, туку тоа е внатрешно чувство. И сметам дека секако се работи како општа депресивна состојба и пак е врзана за самата индивидуална третман на самиот клиент. Причините се истите кои што ги збориме цело време. Малку поразговаравме и пред тоа и за тие сезонски моменти, како што има и зимски депресии, есенски, па и летни во последно време се многу доминантни. Доколку има потреба малку ќе се насочиме и кон нив зошто се појавуваат. Пример, еве ако збориме за сезонските афективни моменти, тоа се најчестото во есенскиот период и во зимскиот е сончевата светлина причина и топлото за таа зимска или есенска депресија и точно истражување имаше многу интересно кое што покажа самото променување, враќање на часот за еден час поназад, самата промена колку многу може да влијае на менталната состојба и тоа ние сите што го почувствуваме дека некогаш сме под импресии дека е можеби многу подосна, оствари денот бил се уште немаме дена, се уште е многу рано. Така да тие се моменти кои што на нас тежнееме кон хомеостаза и се моменти кои што ни прават промена и таа промена кај некои личности потешко се адаптираат и знаат да направат таква состојба. Па и за летната депресија, најчестите причини и најчестите фактори беа врзани за моментот на тоа што треба сега да направат промена, што треба да се представат, што треба да бидат посоцијални, некои имаат социјална анксиозност, па тоа знае да им ствара. Така да тие се сите многу врзани за самата личност, но се интересно е колку ние како личности и како луѓе сме подложни на некои работи кои што можеби никогаш нема да помислиме дека ќе ни влијаат така, но ни влијаат. Нешто што сакам само да го докажеме моментот на празниците. Ние празниците ги доживуваме како моменти каде што треба сите да сме заедно, да сме среќни, се чувствува некоја празнична магија, која што знаем многу тешко да влијае на одредени клиенти кои што немаат семејство, кои што поминале трауми со предходното, со нивното примарно семејство, кои што
чувството и потребата да бидат среќни кое што го гледаат насекаде околу нив им ја потенцира нивната несреќа во тој момент и може да им вие многу по-негативно за разлика од тоа што се очекува како би влијаеле тие празници кои што ги имаме, така да можеме да заклучиме дека е врзано само за индивидуалноста и секоја личност е посебна, нели, елемент од милион делчиња кои што доколку сакаме да, нели, да подобриме нешто и да се потрудиме да помогнеме, треба да ја гледаме како сосема посебна. Кога сме веќе тука, дека секој човек нели си е приказна за себе, јас често знам така да кажам, секој човек приказна за себе, колку личните карактеристики на еден човек влијаат за во иднина тој човек можеби да развие стрес, анксиозност или депресија. Дали има некои карактеристични особини кои што би можел да ги има еден човек, па да кажеме ете тој може да е склон кон депресија или кон анксиозност? Така да, тие се многу интересни моменти каде што нели го збориме делот и со мораме се навратам на генетската предиспозиција. Многу често гледаме дека во текот на семејството или трансгенерацијски се повторувало момент каде што имало анксиозност, каде што имало депресија, како и со многу други состојби, но сега кога збориме за тие, да, има карактеристики кои што да ги прават личностите да бидат посклони кон анксиозност, кон депресија, но ги прават па некогаш и посклони кон одредена стабилност во текот нели на самата ментална хигиена. Срединските фактори се исто многу важни. Имаме некои состојби кои што се исклучително врзани само за средински фактори и од кои што се појавуваат. Пример, ако збориме за неврозите, тие знаат да бидат нели доста врзани за срединските фактори. Но секако не можете да направите јасна дистинкција нели помеѓу што и што е. Така. Туку е комбинација на многу работи. Некогаш интересно е тоа што го разговараме со колегите врзано за сиблинг позицијата, нели имате прво, второ, трето детенци, да. Сите тие деца ги имаат истите родители. Но кога ќе видите низ призма на самите нив, како сите да имаат различни родители, затоа што истото поставување го немаат родителите со првото дете, па после можеби неколку години дошло второто, па они се променети, може имаат средински фактори промени, може не живеат на исто место, не работат исто, постари се, поискусни се и вие уствари некогаш ќе кажете, видете, они се двајца, пример, браќа и се тотално различни, мора да е, а уствари ги имаат истите родители. Но тоа значи дека многу мали фактори можат да направат многу голем ефект кога се работи со одредена личност. Така. Нешто што ми привлече внимание беше една студија спроведена во САД, која што открила дека кај луѓето што биле изложени на силен стрес во рана младост, постои поголем ризик подоцна во животот да имаат проблеми со срцето. Учесниците биле поделени во 4 групи според нивото на стрес, конзистентно висок стрес, стрес што се намалува со текот на времето, стрес што расте со текот на времето и конзистентно низок стрес. Па дали стресот, анксиозноста и депресијата се некаква подлога за одредена личност да развие други заболувања? Да, статистички да. Како што кажавме, сите тие посебно стресови да знаат да направат понатаму доста да се влоши и здравјето од аспект на физичкото здравје. Кажавме, нели, кардиоваскуларните се најчести, имате голема опасност за мозочен удар кога се работи за личност која што поминува, нели, доста стресори во текот на животот, кој што е многу битно да видите, не можете некако да ги елиминирате тие стресори затоа што најчесто преку нив ние немаме контрола. Така. За самата ситуација, но тоа што може да се види и истражувањата го покажуваат е промената на имунитетот кога личност ќе помине низ одредени континуирани стресори, посебно па ако збориме за стресори кои што се акутни и кои што се многу силни, како загуба на блиска личност, како загуба на родител, како загуба на најтешката работа што ја гледаме во текот на нашата пракса е загуба на дете, кое што нели тука се појавува хронична тага и тоа веќе нешто што се работи на одреден начин, но во секој случај и логично е кога ќе размислиме дека личност која што поминала низ доста стресни ситуации да влијае на начин на кој што во
подоцниот живот и со годините понатаму ќе биде посклона кон одредени други проблеми, па не само и физички, туку и психички проблеми кои што влијаат. Секако исклучоци има луѓе кои што поминуваат многу стресори и поминуваат многу тешки моменти, а сепак здравието ги служи. Така да, статистички да. Би сакала малку да позборуваме и за децата. Што може да предизвика стрес, анксиозност или депресија кај деца? Видете, кај децата многу слични работи се исти како и возрастните, така да сега размислувам во однос на нашите клиенти, дали би сакал нешто да споделам. Децата се многу осетливи на одредени работи. И сега ми поминаа многу клиенти и многу случаи со кои ние сме работеле, затоа што има многу широк спектар на различни однесувања и различни перцепции на стресот. Например, имаме семејства каде што знаат да бидат доста побучни, знаат да бидат гласни, каде што тие конфликти низ разговор кај нив децата не ги доживуваат воопшто стресно, но имаме ситуации каде што децата ги доживуваат како големи стресори. И многу често овде знаат во такви моменти да се појават и одредени симптоми. Еве, например, еден од симптомите ни е мокрење, кое што многу често го гледаме на семено-системско ниво и го гледаме како цел семен систем. Збориме ако испадне дека не се работи за биолошки момент, ако се работи за психолошки момент. Така да, сите тие моменти на несигурност, на конфликти, на промена на средината, на промена на функционирањето, на промена на навиките кои што ги стварат децата, знаат да им влијаат доста и знаат да направат чувство дека доста стресно да бидат и да влијае на, како што кажавме, на многу работи, а најчесто ги доаѓаат за децата затоа што им влијае после на функционирањето во училиште. Мислам, кај нас тоа најдоминантно е сега за сега. Така да не би можел да кажам дека има некоја голема разлика помеѓу децата, и возрастните кога се работи за стресори, ама и баш се работи за состојба каде што стресорите се индивидуални и многу ни влијаат на нас. Во такви ситуации, како треба да реагираат родителите и кои се првите чекори кои што тие треба да ги преземат? Така, пак многу зависи, но еве кога збориме за тоа, значи родителите имаат некој си природно чувство што сметаат дека треба да направат, сепак најдобро си ги познаваат своите деца и го прават тоа. Ние имаме моменти каде што доаѓаат, ги носат децата за одреден проблем кој што траел повеќе месеци, па некогаш и години, и они пробувале различни начини како да го средат, како да го подобрат тоа, и кога ќе видат дека не можат, тогаш се обраќаат кај нас или кај на стручно лице. Така да, едно нешто што е позитивно да го прават родителите е да обрнуваат внимание, да комуницираат со децата и да пробат емотивно да ги разберат, затоа што они поминуваат низ одреден спектар на емоции, периоди кои што се многу важни, и во тие моменти ако видат дека не можат, можеби кон се да се справат, се уште се чувствуваат несигурно и вознемирено, треба нормално да се консултираат со професионално лице кое што го работи тоа. Сега би сакала малку да се вратиме назад. Дали постојат некакви стратегии и механизми кои што можат позитивно да влијаат за менаџирање на стресот, анксиозноста и депресијата? Така, да, баш тие некој спомнавме од тоа малку да се организира животот, да се организира секојдневието, да се посвети внимание на себе. Тоа може да биде преку вежбање, преку здрава исхрана, преку одредено хоби кое што ќе му направи на самата личност, ќе направи да си помине време во нешто што го сака и што ја влече, за да не остане чувство дека времето минува, а јас сум цело време под стресори. Да се елиминираат моменти кои што влијаат негативно и токсично за самата личност. Тоа може да значи да се елиминираат и некои кругови во кои што таа личност учествува и влијаат негативно. Пак ова е се согласно колку може самата личност да ги промени. И има доста насоки кои што се даваат во менаџирање на тој стрес. Но мислам дека најдобро е кога одредена личност
а сите поминуваме низ тие стресни моменти, кога одредена личност ќе си одвои малку време да размисли што се случува, како тие стресори и помагаат на таа личност, како тие стресори и одмагаат, затоа што имаме стресори кои што можат да ни помогнат. Испитите, нели, се стресори кои што знаат посебно за возраст каде што се студира и каде што примарната работа на таа личност му е самото студирање, да бидат големи стресори, но самото насочување кон тоа не тера да седнеме, да прочитаме, да се спремиме повеќе, да истражиме повеќе за да се чувствуваме покомпетентни и да направиме некое чувство на сигурност кога ќе се појавиме на самиот испит, да постигнеме подобри резултати. Така да, кога ќе направат проценка, кога ќе седнат, ќе одвоат малку време, ќе направат проценка кои се тие стресови, кои им се неизбежни, а кои се стресови кои што можат да ги елиминираат, тоа би било поидовната точка каде што можат да се организираат како би се поставиле и со што би се поставиле. Секако сите тие моменти кои што нели ги слушаме цело време како да се грижиме за себе, нели да комуницираме, да бидеме отворени, да работиме малку на личен раст и развој кој што многу помага кога поминуваме на лесни стресни ситуации, кога имаме доста стресори околу нас, сите влијаат многу позитивно на самата личност. И сега кога ќе дојдеме до ситуација да почувствуваме дека веќе не можеме, опција ни е да се вратиме чекор назад, да видиме како сме стигнале до овде, а и најсигурната работа е да се консултираме со некој кој што примарната дејност му е таа и работи на тоа. Да, баш тоа ми беше наредното прашање. Како вие, психолозите, му помагате на некој човек да се бори со стресот, анксиозноста или депресијата? Така, прво кога ќе дојде, претпоставам дека и другите колеги работат така, нели правиме едно советување, разговор, некој го прават 60, некој 90 минути, кој нели како смета дека е соодветно, да се земе анамнеза, да се разговара со личноста, се гледа во какво својство доаѓа личноста, дали доаѓа сама, дали доаѓа на своја иницијатива, дали доаѓа семејство, дали можеби е препратен од некаде, дали е препратен од друго медицинско лице, дали инсистирале на блиските да дојде, и се гледа нели која е првичната работа зашто самите тие дошле на советување. Скоро секогаш имаат нели причина, некогаш може да е симптом зашто доаѓаат. Кога нели ќе се помине малку време, соодветно време колку што ни треба за да можеме да ја разбереме ситуацијата, за да можеме да видиме нели каква е состојбата, секако секој терапевт си има различен пристап. Нели најчесто се прави генограм да се видат и релациите, тие секогаш помагаат во семејството. Врз основа на тоа правите одредена хипотеза. Хипотеза со која што мора да ја проверите, не може да се впуштите веднаш во работење и кога да кажеме дека до некаде ќе ви се потврди хипотезата, барате начин како да работите на неа, за да можете да направите одредени промени. Интервенции се дават, но интервенции се дават кога сметаме дека тие се соодветни, нели? И секако имате многу различни состојби. Сега ние зборуваме за анксиозност и за депресија, но некогаш имам поврзаност со и многу други состојби. Има поврзаност и со одредена патологија, како шизоафективна состојба. Имате нели некогаш биполарно расстройство, OCD, кој што сепак мора пропратно да одете на психијатар, да се даде соодветна медикаментозна терапија согласно што ќе процени психијатарот, и врз основа на тоа е многу убаво да соработувате, нели, за да знаете како да се насочите вие, и од таму се прави некоја темел на кој што ќе почнеме да работиме и која хипотеза ќе работиме. Многу често, нели, работиме и со личности покрај него кои што сметаме дека се позитивни да влезат во тој процес на работа. И секако некогаш имаме и котерапевски состојби каде што е многу подобро да имате уште некој со вас, нели, доколку се работи за две лица или повеќе кои што доаѓаат на советување, заради тоа што нели пазиме и на некој баланс на моќ. Не може сега вие 5 терапевти да одите на една личност што ќе дојде. Така да се има, иако нели доста индивидуални се третманите, пак имаме некои правци кои што ни не осигураат дека
со тоа према кое што се движиме, нели се движиме правилно и не сме потенцијална опасност за нашиот клиент. Секако, ние, барем кај нас, инсистираме и гледаме кога ќе почувствуваме дека се работи за потешка ситуација, да го префрлиме клиентот на одредени терапевти кои што подолго време работат со таа проблематика, со тоа што да можеме да обезбедиме најсоодветен третман за самата личност која што доаѓа. Така да имате многу состојби на стрес и на анксиозност кои што се акутни, кои што се моментални, кои што после и со само што ќе почнете со работа, доста брзо клиентот се адаптира на работа и самото време помага кога ќе се помине од самата ситуација на стрес, нели посебно ако зборуваме за напуштање на работа, нова работна средина, промена нели на партнер. Тие сите работи се доста нови за секоја личност која што ги поминува и нормално секаде кај што почнуваме ново, доаѓаме во нова средина која што ни прави чувство на несигурност и чувство дека нели сме нови, стресорите се доста почести неголи кога се чувствуваме безбедно и сигурно во таа позиција и во таа средина во која што сме. Така, би рекла тука дека скоро сите ние, кога се соочуваме со некој проблем, прв човек на кој што одиме да си ја кажеме маката е некој наш близок, роднина, пријател, член на семејството. Па како да реагираме ние кога одредена личност доаѓа и ни кажува дека е под стрес, дека има симптоми на анксиозност или депресија, како ние да му помогнеме на тој човек? Во доста случаи доволно е некоја личност да не изслуша, нели, да ни се посвети, да ни покаже поддршка. Збориме кога не се работи веќе за состојба која што треба, нели, одредено професионално лице да се посвети. Доколку и покрај тоа што нели сме го направиле, се уште презистира состојбата кај таа личност, секако не треба да експериментираме, треба да го пратиме кај што може да му се даде соодветна поддршка, најчесто нели таа е психолошка поддршка во вакви состојби, каде што нема да може да се направи одредена штета. Затоа што и еве сега ќе зборувам нели од аспект на пријатели и ние према нашиот пријател сме најчесто под одредени афекти, го познаваме подолго, знаеме ни што поминало, имаме за тој или за таа блиска личност, имаме некоја емотивна врска која што може да направи нели ние да нашата одлука или нашиот совет да биде под влијание на одредени други елементи каде што нема да биде терапевтот кој што ќе работи. Така да мислам дека тоа е најсоодветно, кога одредена личност нели ќе побара помош се работи за блиска личност, да ја дадеме поддршка ако почувствуваме дека не може тоа да биде доволно и нема да се нели реши таа ситуација, нема да се врати личноста во хомеостаза или е потенцијална да се случат наредни нарушувања во одредени аспекти, секако треба да ја насочиме и да ја пратиме кај соодветен терапевт кој што ќе работи професионално со неа и ќе му биде нели таа работата и задачата. И мислам дека многу е важно да можеме да разликуваме нели кога одредена личност ни бара и зашто ни бара одредена поддршка. Така, во секој случај и за било што да го пратиме на психолог нема да сгрешиме, така да. За крај, дали би можеле да споделите некои ваши совети и препораки кои би му помогнале на лицата кои се соочуваат со некој од овие состојби? Така, јас мислам дека првото нешто што го кажувам кога ќе дојде одредена личност, посебно кога се работи за анксиозност, кажувам дека тоа е состојба која што ја чувствуваат и нели дека ќе се направи се што треба, ќе се насочат кај што треба, но првото нешто го кажувам да не се плашат за физичкото здравје, штом ги посетиле сите прегледи кои што биле потребни и сите анализи ги направиле и тие укажуваат дека тие се здрави и дека физички не можат моментално и не страдат од нешто, тоа е првото нешто што го кажувам за да може малку да
да направите ситуација каде што ќе почнете со некоја сигурност да ја градите. Сега видете, имаме многу моменти каде што некогаш и нерационални се стравовите и моментите не се решаваат нели со разговори, личноста колку нели и да и кажувате, тоа не може да се. Во тие случаи секако се препраќаат на психијатар и после се прави план и програма за работа. Секако мислам дека никој од советниците, терапевтите, психолозите не пристапува со брзање кон одредена работа, туку секогаш прибира доволно податоци, нели доволна анамнеза зима за да може да знае од каде да почне, од каде да се насочи и совети секако даваме, но тие се многу врзани од кога малку појасни ќе ни бидат некои ситуации. Фики, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и јас на вас многу за поканата. А вие, драги гледачи, не заборавајте да внимавате на вашето ментално здравје. Намалете ги грижите, опуштете се и уживајте во животот. Избегнувајте токсична средина, слушајте музика, смејте се и гледајте само на позитивната страна на животот. Се разбира, тука длабоко издишете се и знаете дека не сте сами. Секогаш за вас тука се вашите блиски, а и психолозите кои во секој време се спремни да ви помогнат.